кога бевме рефикни заедно кога готвевме, отворивме убава тема ние тројца, политички и ме заинтересира многу од став. Имаш интересни ставови, поготово за политиката, за младите, за неолиберализмот, моментот периодов правиме тематика, млади подкастери, генерално подкастот како начин на платформа, за да можеме да се изразиме сите ние што мислиме дека имаме потреба нешто повеќе да прикажеме или нешто што не е комерцијализирано, сигурно што мислам да треба да дојде впечаток. Ти имам кај тебе без скромност ти кажам, имаш најдобриот подкаст во Македонија, иако моментално не знам дека си правиш мала пауза, се надам дека ќе продолжиш. Обкружен си со одлични пријатели, да не ги менуваме, те поздрав до нив. Имаш се што ти е потребно. Кажи ми како ја започна идејата со подкастот, што сакаше да прикажеш и докаде со реализација на таа некоја си цел. Зашто ние кога започнавме подкастот ние младите беше како една од алатките, ние снимавме прашалници, анкети, малце политички се активиравме, некои активности, со реплики добро помагаме, знаеш, не мора да биде се под ние младите подкаст, може да биде и дополнително, знаеш, другари кон другари, секој си има своја активност и си помагаме еден со друг. Ете, он, например, ми помага кон другар, излезе пресред камеранот, спид и неку, да го пофала. Има деца што мислите имаат познавање, дали во поезијата и во секоја сфера, и, например, работа во тоа што мислам дека генералната политика, што се вие големи политичари и вие што се наистакнативе невладини, мислам дека го занемаруваат вистинското гледиште на поголем дел на млади, голем дел на тие луѓе што не се експонирани, не мора да се млади. И некои повозрасни личности што имаат некој си реален став. И идејата ни беше да направиме место каде што сите тие кои што се од различна сфера, дали музика, дали поезија, дали култура, дали уметност, дали економија, дали ете ти си шумарство, меѓутоа пак имаш познавање, дали од религиска гледна точка, дека НЗС горе-доле во принцип сите го имаме истиот став. И дека не сме ние виновни со нивните оправдувања, туку дека они се тие кои што го игнорираат вистинскиот став на граѓаните. И тоа ми беше едно од почетните замисли зашто ми е потребен ваков подкаст, како платформа. Дополнително ете што имам добри пријатели, и тебе те запознав, имам одлични разговори сме правеле, тогаш ме воодушеви навистина. Што, ете, Калинов, да не го зборам, го поканувам со време ми да наоѓаме некоја сигурна структура на луѓе сакам да јадеме, за и он да се експонира. Сум му замерил, зашто не се експонира малце повеќе во јавност, зашто има навистина прекрасни ставови. Меѓутоа не скромен, сам по себе си скромен, не сакам да, и вика, секој си дојде на своето со тек на време, не сакам да форсирам нешто. Кажи ми за твојата замисла, за подкаст. И пак е повторам, дека го имаш на добриот подкаст, има се знам некои подкасти на Александар Азовски и Јустинијан први, Инфомакс снимаат, знам, на Моабет со папата. Меѓутоа на Инфомакс не ми се допаѓа за тоа што се приметува таа некоја си класична телевизиска поставеност, пропартиска делува. Другите се интересни се гледање, меѓутоа твоето како најистакнато, што ти беше твојата замисла кога започна? Зашто на YouTube кога гледаш твојот подкаст, визуелно, структурално, содржински, вистина е пантал на тоа што е големите подкастери што ги прават надвор од држава. И ти како хост си далеко подобро од сите останати. Па гледаш, искрено, јас имав, и како што ти кажа, јас имам тотално различна перцепција за сето тоа. Јас помислев дека не ме бива за ништо. Вака сега, прво да ти се заблагодарам за тоа што ме покани. Така вистински требаше да го отворам разговорот, а не со некои самокритики. Ти благодарам што ме покани, многу ми е чест што сум тука. Ти благодарам и за комплиментите, но, како што ти кажував, јас имав тотално различна перцепција за тоа и мислев дека тоа воопшто не е на тоа ниво на кое
на кое мислам дека можам да функционирам. Искрено. Сега не е некоја лажна скромност, на вистина се чувствувам. Затоа во подкаст имаше Душковете, Василе, имаше Митров, имаше Тони Зен. И тоа дискутирате за тематика што се навистина софистицирани, зборевте Тони Зен само за музиката и тоа што зборевте за сериозни теми што и неговите ставови. Тоа не е секој ден е да оглашка нашата држава. И кај нас подкастите Јустинијан први прерасна по еден вид на пак и они почна да водат некој вид на политика како треба да биде тематиките и не излагаат од комфорт зоната, се држат така комфорт зоната. Тоа е една од критиките можеби кон тој подкаст речеме. Меѓутоа останатите што сете на Александар Лазовски, на Појот, што останатите Муабет со папата да речеме и останатите подкасти што се нека природно се гледат Europe House Скопје. Иако се со тој по-комерцијален формат, пак имаат интересни тематики, убаво го создаваат. Да, Тамара Ристовска. Да, многу го прават. Почетокот на подкастот беше многу нејасен за мене. Мислам, јас имав некоја идеја, сакав да кажам нешто, можеби мислев дека сум спремен да изнесувам некои идеи во јавноста, да пробам да влегувам во конфликти со луѓе за некои идеи. И затоа и го почнав. Реално, главно се состоеше од тоа што едноставно сакав да правам нешто. Затоа што после средно одлучив дека јас отприлика знаев што сакам да студирам, тогаш требаше тоа да биде филм, односно филмска камера. Тоа сакав да го студирам во Љубљана. Но како се наближуваше времето, сваќав до приемните, сваќав дека тука нешто куќата што пробував да ја градам не беше на цврста основа. Односно, таа идеја некако изгледа не ми беше мене автохтона, туку ми беше наметнат. И се велам, зошто да ја правам таа грешка, зошто да не си земам една година одмор. Да не студирам ништо, да не влегувам во никаква формална образовна програма, да не влегувам во ниту пак на никакво работно место, туку само да видам, значи да се пуштам себе си онака што се вика на провидението, на волјата. И тоа и го сторив, имав и среќа доволно затоа што можев да си работам со татко ми, така што од финансиска гледна точка можев да си издржувам себе си. Да не бидам раси покупник. И од друга страна да правам тоа што ми е најубаво. И така и почна подкастот и така почнав да разгледувам некои теми што ми стоја внатре и тука ми стоја длабоко и сакав да видам што се случува со нив. Сакав да ги раскопам, да видам од кај им е коренот, знаеш, да ги буквално шамарање на идеи беше тоа. Ама отворено, јавно, со луѓе, неисечено и да видам на вистина колку знам и до кај сум и што буквално беше една форма на самозапознавање беше подкастот, наискрено. И тоа и се случи на вистина. Ти ако видиш секој подкаст, иако вака на прва изгледа дека има некаква намера, дека има некаква структурирана идеја и насока кон која тече секој подкаст, поголемиот дел од нив, како што ти кажав, беше тотален онака слободен стил на разговор. Беше тотално недоговорено. Имав од прилика некои клучни точки што сакав да ги разгледувам со конкретни луѓе, затоа и луѓето ги викав ден, не дека тие ми падна од небо, туку имав клучни точки што сакав да ги разгледувам и тој го правев, но главно муабетот беше тотално во слободен стил.